И мислам дека внимателно треба да се одлучи, претпоставам и на централно ниво, заедно во соработка и во консултација со локалните самоуправи, до кој степен и кои ингеренции би можеле локална самоуправа да ги превземе. За мене е тоа опсежен сегмент, значаен сегмент на кој треба исклучително големо внимание да му се обрне. И согласно таа тежина, мислам дека одлуките треба да бидат внимателно донесени. Меѓутоа, во правец на движењето на општеството кон децентрализација на нашето општество, јас мислам дека општина Струмица може би една од поподготвените општини кои што би можела да го преземе тој предизвик и да може да преземе еден добар дел од ингеренциите од областта на културата. Јас сум сигурен дека процесот на децентрализација во културата мора да се случи, но сум несигурен дали општина Валандово е подготвена во моментот, бидејќи сметам дека голем дел од институциите и од начинот на кој што се поставени да функционираат не можат да обезбедат себе обстојување и затоа таму мора да се прават многу подетални анализи, мора заедно да бидат вклучени и културните работници пред се, но исто така и централната и локалната власт и заедно да се пронајде најсоодветното решение. Мене ми е многу жал што години и години наназад тој процес не е започнат или е започнат па оставен самиот на себе и затоа сметам дека културата не е на нивото на кое што треба да биде, не само во општина Валандово, туку генерално и во републиката. Реално кажано, значи се уште сме зависни од централната власт и за други работи, не само за културата. Тоа треба да се работи како на принципот што е во образованието, да кажам, каде што образованието го менаџираме ние, односно локалната самоуправа, меѓутоа Министерство за образование со блок дотации на нашата наменска сметка по една формула која што има и по клуч не ги праќа овие пари на сметката, посебна наменска сметка која што е за образованието и ние имаме значи 3 централни училишта на нашата територија, според број на учениците и паралелките ги распределуваме овие пари, меѓутоа не можеме да ги користиме за друга намена освен за образованието. Нешто слично треба да се направи и со културата, бидејќи ние сме најблиску до граѓаните, односно градоначалниците буквално се секој ден со луѓето на теренот и ги знаат проблемите и потребите на граѓаните.